Денеска ќе разгледаме неколку чартови кои што ни покажуваат дека се уште има простор за поголем врв на биткоин. Па да започнеме. Дневното тргување на менувачниците како што се Binance, Coinbase, Bitfinex ни покажува дека имаме огромен скок на овој индекс кога се приближуваме до нови врвови. Така имаме во април и мај 2021 година нови врвови за биткоин, нови врвови за овој индекс. Потоа имаме октомври и ноември повторно нови врвови за биткоин и повторно зголемување на овој чарт тука и потоа класично намалување поради bear market и намален интерес за тргување на биткоин и другите криптовалути. Следниот настан беше ETF Launch, каде што имавме повторно пројавување на нови врвови во 2024 година, во март повторно зголемување на цената кон крајот на годината на 2024 година и потоа во константен пад, односно downtrend, кој што би требало да резултира со повторно големо движење во следните неколку недели. Имаме за 24 часа имаме 199 милиони ликвидирани лонг позиции. Тоа воопште не е ништо страшно, тоа е секојдневие. Така да врвовите се секогаш проследени со огромен број на ликвидации. Претражуваните термини на Google Trends како што се крипто и биткоин во последните 12 месеци на светско ниво се исто така во пад, што значи дека немаме интерес за овие термини, а така да и немаме интерес за купување на овие криптовалути. Да погледнеме само што се случува кога чарт почнува да расне. Имаме од 20 октомври до 26 што се случило на цената на биткоин од 20 октомври 26, што значи имаме пробивање на тренд линијата, формирање на day cycle low и продолжување на цената нагоре. Потоа завршувањето на овој тренд трае до ноември, до 16 ноември. Што се случува на 16 ноември? Веќе формираме одреден рейндж и цената се движи странично. Имаме повторно враќање на цената, ликвидација на голем број на позиции кои што биле создадени тука и повторно враќање на цената нагоре. Сега очекуваме формирање на day cycle low за биткоин. Тука има two drives pattern, пробивање на тренд линијата, пробивање можеби на втората тренд линија и продолжување нагоре. Сега за сега уште нема потврда дека е пробиена и ова тренд линија, бидејќи има само еден week тука. Треба да затвориме на тоа тренд линија за да имаме некоја потврда дека можеби цената би се придвижила до следната тренд линија и потоа да видиме што се случува. Но мислам дека ако имаме огромен број на ликвидност, сега се зависи од маркет мејкерите како би сакале да го движат пазарот, дали им се исплати да ја спуштат цената до овие износи и да се исполни овој квадрант. Останува да видиме. Златото веќе со што можеме да проби, имаме прекод за злато, класичен two drives pattern, исфрлување на голем број на позиции на ритейл, допирно ова
точка која што беше обележена од самиот почеток. Имаме тука breakout, retest и продолжување веројатно нагоре. SPX имаме пробив на тренд линијата, што значи дека голем број на луѓе би отвориле сега шорт позиции, ликвидиране голем позиции и потоа ликвидирање на шорт позиции. Тоа беше се за денеска. Поздрав, чао, чао.